Али Февзи спроведува хуманитарна акција по повод новогодишните празници. Марија на лице место со соговорникот Али Февзи. Голем поздрав, Марија. Повели. Уште еден поздрав до вас, токму така во последното вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за хуманитарната мисија, хуманата мисија која што се уште до ден денес се спроведува од мојот денешен гостин, скопскиот бербер Али Февзи. Станува збор за, односно во пресред на новогодишните празници, се собираат новогодишни пакетчиња за оние дечиња кои што не можат да си дозволат, односно овој акт и оваа хумана мисија потенцира кон тоа дека всушност сите дечиња заслужуваат ист третман токму во овие новогодишни празници. Ке му посакам добро утро на мојот денешен гостин Али Февзи. Добро утро, фала што дојдовте. Чест ми е вака утрински да направиме позитивни насмевки за децата што не очекуваат. Од 1 декември ќе почнеме да собираме донација за ранлива категорија деца. Но за мене секој дете е еднакво, дали е богато, дали е сиромашен, кој ќе дојде пред дуќан или ќе ми пише на групата да помоше, ќе им донирам. До сега имавме собрано 800 пакети, благодарение, пак ќе кажам, до Веромаркети, до Екологиски сервис, до Орбита, што денеска треба да вземе од нив скоро 100 комада пакетчиња. Со акцијата ми е да обезбедиме заедно со хуманите луѓе, со фирми, со предпријатија или со некои од функционерите од полицаите, било кој да е, што мисли дека во душата е хуманост, може да донесе тоа што мојата активност е до 2000 комада, 2000 деца да се израдуваат со мојот потек денеска. Што ќе го почнеме да го направиме заедно со вашата хумана емисија, без медиумска поддршка не може ништо да направиме во Македонија. Верувам дека придонесуваме многу со ваквите вклучувања. Токму од тука и минатата година правевме ваков разговор за вашата хумана мисија, а ако не се лажам, 6-та година по ред подарувате пакетчиња на милиони дечиња, што би се рекло. Кажете ми како се чувствувате, еве, 6-ти пат, 6-та година по ред донирате пакетчиња. Какво е чувството? Значи, почнаме, веќе 6-та година, почнаме со 300 пакети. Едва знаете и вие како бевме тука. Сега веќе до 2000 пакетчиња ќе обезбедиме. Се надевам дека ќе успеам, зашто се ова доста хумани луѓе, како вчера една госпоѓа Марија од Прилеп, и она ми донираше, се јави вчера, колку може, али ќе помогнам, затоа што она треба да иде на операција, тешка операција има, сакаше од душа да донира. Фала, нека е жива и здрава, поздрави до Прилеп. И сакам да кажам дека хуманоста мора да го покажеме не само со пакетчиња, да покажеме и на уличните миленичиња, и на луѓе, и на постари, и на помлади, и на роднини, и на пријатели, тоа што хуманоста, кога ќе го покажеме ние заеднички, ќе го направиме поттикот во хуманоста, ќе покаже дека ние стварно се чувствуваме како заблагодарни, тоа што на едно дете кога ќе му даеш едно вакво пакетче, било 100 денара да е, тоа ќе ти го отвори пред дуќан, ќе почне да јаде, да пие. Така и ја вчера на внукот едно пакетче му дадов, пред мене одмак, значи година и пол, нема ни 2 години, одмак се радува, одмак гледам зима да си, значи децата со 100 денара како да се му дал цел свет. Така. Велите сите дечиња за вас се исти. Сакате да помогнете со оваа мисија која што повторно ја спроведувате, односно се уште трае. Како ја правите таа селекција, кои дечиња ќе ги добијат овие пакетчиња кои што се собираат? Значи, кај мене секој дете, и пак ќе кажам, чим ќе дојде да ми побара пакетче и да е богат фамилија, некој што може да биде богат да заборе дека има деца, тоа што знаеме на време на ковид дека имале фамилии некои семејства, така и јас. И да ми дојде во дуќан, да види дека пакетче кој ќе донирам да се на ранлива категорија пред дуќан и тој да ми дојде, на него ќе му давам. Значи ја не ги давам децава, така бевме сега пред 2 недели бевме во детска клиника, имаше дечиња што имаат тешка болест, и на Фејсбук ми имаше. Дониравме пакетчиња со госпоѓа Вики и со другарката наша што помага Алесандра и со Елена Илова. Заедно помагаме колку можеме. Еве напоменавте уште на самиот почеток дека не е важно кој ќе донира, само треба да се има желба и волја. Како да донираме ние што сакаме? Дали да купиме новогодишно пакетче и да го доставиме во вашиот фризерски салон или пак може и со финансиски средства? Значи, мене ми е битно пакетчиња да се обезбеди. Ако може да тој што ме гледа на телевизија, може да купат пакетчиња, било едно, било повеќе, нека ги донесат пред дуќан, зашто акцијата ми трае до 24, 25, од 25 до 30 ги поделам пред дуќан и со екологиски сервис ги пратиме по други градови и по села. Колку е предвидено или колку очекувате да се соберат новогодишни пакетчиња? Ја би сакал да биде и
милион, затоа што многу деца гледаме во ранлива категорија и во светот и во Македонија, што не може да искористат, ама пак ја апелирам како други хуманитарни организации, други луѓе, предпријатија, било каде во село, во град, во близина, во мало, на некој дете да му подари едно пакетче и мојот товар барем ќе ми се олесни. Тоа што сакаме да го направам, секој дете да биде насмејан за 2026. Да прашувам во однос на тоа, бидејќи 6-та година поред ја правите оваа хумана мисија, колку се зголемува бројот на новогодишни пакетчиња од година во година, односно колку се зголемува бројот на хумани луѓе? Па, кога почнав јас, немав многу членови во групата, веќе имам над скоро 7000 лични членови, што имам симпатизи доста над 300.000, тоа е голем бројка. Затоа и дадов поттик во хуманоста, во луѓе се придружија во хуманоста и гледам и во групата, ми се помагаат еден со друг. Тоа е убаво, затоа што јас кога ќе видам некои луѓе по-насмени, се осеќаат дека имаат услови за живот, и тоа мене ми олеснува и да не на работа да повеќе ќе внимавам на работа да сум уштери да ги стижам, да ги следувам. Кога ќе видам некоја порака ми доаѓаат, немам млеко, немам храна, немам ова, ми е потешко некогаш пишувам, некогаш ќе али досаден сам, ама јас ова од 2019 кога почнам до 2026 ќе дојде, упорен бев и успеав народот да ги зближам да бидат хумани. Настрана од новогодишните пакетчиња кои што се собираат, исто така се организира и хуманитарна забава во месец декември. За каква забава станува збор и на кој начин би можеле да донираме? Значи, за прв пат после ова 6-та година што го правам, сакам да ги обединам луѓе што донираат и тие што чекаат помош од хуманите луѓе. На 21 во ресторанот Ало во Капитол ќе има хуманитарна забава, каде што ќе ни пее, ќе ни се дружи господјата и господјица, не знам сега дали е мажена, не мажена, господја Андријана Петрушевска. Она ќе не представи нашата емисија и ќе биде добро, тоа што со тие средства што ги се собере во забавата, ќе се купи храна за семејства за Божик и за Нова година, а и така ќе се купува и пакетчиња за деца. За секоја купена карта за присуство на таа забава донираме. Така, значи секој што ќе дојде е добро доден, ќе знае дека не само дека ќе пред новогодишно ќе се забавува, туку и ќе знае дека треба со тие средства ќе помагаат на ранија категорија. И минатата година во вклучување ве прашав која е вашата желба за новата 2026 година, па ќе ве прашам и овој пат. Мојата желба е секој дете да биде среќен, секој дете да биде насмејан, да не тагуваат, а и ќе кажам секоја мајка и татко да не живее без деца. Дај Боже да е така. Верувам дека ќе се соберат многу донации, односно ќе имате во голем број новогодишни пакетчиња токму во вашиот салон. Уште еднаш да напоменеме дека сите оние кои што сакаат да донираат можат тука да го донесат новогодишното пакетче или поголем број на новогодишни пакетчиња, или пак верувам може и да ве контактираат. Значи може дуѓанот не е веќе скоро 40 години во општина Аеродром, безсмислена фризура. Може да се јават на телефонот 070-330-566, да ме побарат, затоа што телефонскиот број ми е 27 и активен. Нормално пред спиење некогаш ќе исклучам, затоа што не да спијам. А инаку другото, секогаш сум се трудил да помогам на секој. Но се разбира тој што сака ќе може да стапи во контакт со вас. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ја најавиме оваа ваша хумана мисија на нашите гледачи утринава. Благодарам што дојдовте. И чест ми е што вака почнаме со вашата емисија, зашто знаеме дека ТВ Телман голема поддршка ни дава времето на ковид кога почнавме со вашата колечка Кате. И се надевам дека и други медиуми ќе се придружат на оваа акција, зашто пак ќе кажам во Македонија да не оставиме ни едно детенце да влезе за Нова година или со безценни на пакетче. Да се израдуваат барем натре некои благички, некои работи, тие сакаат деца во тоа. Благодарам што дојдовте. Благодарам уште еднаш. Се надеваме дека со овие вклучувања за хуманитарната мисија Налив ФЗ од терен помагаме на некој начин да се соберат што поголем број донации, односно да има што поголем број на насмевки на детските лица. Се гледаме повторно утре со нови актуелни теми токму од терен со првото вклучување во 8 часот и 25 минути.